Ви благодарам, председателе. Во име на вистината не се работи за недомакинско работење, туку се работи баш напротив за домакинско работење. Она што е недомакинско, што изуми колешката да го напомени, дека во 2021 година јавното предпријатие Пазари го наследуваме со загуба од 4,5 милиони денари, ако не се лажам. Така да низ годините, таа загуба се намалува од година во година, за да ќе видите во завршната сметка за 2025 година дека од прилика, еве во разговор со директорот на јавното предпријатие, дека загубата ќе биде намалена на 2,5 милиони денари. Значи одмалување од 2 милиони денари. Сега, можеби вистинското прашање за јавното предпријатие не е зошто предпријатието бара субвенции, туку како воопшто успева да опстане. Зошто го зборувам ова, бидејќи покрај тоа што наследивме од вас акумулирана загуба на јавното предпријатие, треба да кажеме дека скоро 2,5 децени, 25 години, цените на јавното предпријатие не се согласени со трошоците, животните трошоци со инфлацијата. Покрај тоа, сите тоа го забележуваме и апелирам поревносно до инспекциите. Сите оние нелегални, да речем, продавачи на земјоделски производи, каде што не му е местото на улиците, да се вратат назад, односно да бидат санкционирани, каде што продават на места каде што не се во собственост на јавното предпријатие Пазари, несоодветни места, бидејќи прават финансиска штета на предпријатието и во суштина тие се некако туку се нелојална конкуренција на оние кои што честно си плаќаат и ги пласираат своите производи, земјоделски производи во самиот пазар. А од трета страна прават и безбедностни импликации, да речем, со тоа што се продава по улиците, патиштата и нормално си има своји хигиенски последици сето тоа. Исто така, не сакам да останам должен, а да не споменам и за тенденцијата на растот на платите, кои што ние на некој начин го превзедовме и се движиме низ него, така што тој раст на плати ќе продолжи 2025-2026 година, меѓутоа сепак битно е да се напомене дека платите навистина прават притисок врз финансиската конструкција на јавното предпријатие. И кога сме веќе кај програмата за субвенционирање на јавните комунални предпријатија, афирмативно ќе ја пофалам и субвенцијата за јавното предпријатие Пелалинк, која што си превзеде задача да го обезбеди транспортот на учениците за сите оние точки и локации за кои што нема економски оператори, превозници кои што возат по тие дестинации. Зошто така? Зошто е во суштина тоа? Бидејќи за мал број деца економските оператори му е финансиски неисплатливо да тендерират, односно да се јавуваат на тендер, па согласно законските обврски ние треба да ги обезбедиме превозот на сите ученици, сите деца од основните и средните училишта и токму таа разлика од 3 милиони денари ја превзема јавното предпријатие Пелалинк, кое што е обврзано односно го обврзуваме да го обезбеди превозот нови ученици. Се разбира, ќе го споменам и субвенционирањето на годишниот план на јавното предпријатие Паркинзи, каде што се издвојуваат исто така 3 милиони денари, каде што слушнавме на комисијата и од намерите на директорот дека во суштина тие се за набавка на опрема за хоризонтална сигнализација на машина која што ќе може да прави бележење и со тоа ќе ја зголемиме и безбедноста во нашата општина. И сосема на крај, за пофалба, е субвенционирањето од страна на општината за дел од трошоците за возачки испит. Да, сумата можеби за почеток не е толку висока, 300.000 денари предвидува, меѓутоа сметам дека можеби ако не на неколку граѓани,
жители му се обезбеди целосна субвенција, тогаш делимично на поголем број да офатиме, бидејќи нели младите се нашата иднина и во суштина апелирам кога ќе се спроведи ова субвенција, особено да се таргетираат социјално ранливите категории и особено невработените студентите, бидејќи индиректно, знаете, речиси скоро на сите огласи за вработување, едно од барањата е да се има за разните работни позиции, да се има и возачка дозвола, а со тоа директно ќе инвестираме на некој начин во можноста за вработување. Со оваа мерка ќе се подобри, сметам дека ќе се подобри квалитетот на живот кај младите и мобилноста, бидејќи нели имањето на возило ни овозможува полесна миграција до точките кои што ни се од интерес и од секојдневното делување, особено за оние кои што живеат во руралните или периферните населени места. И сосема на крај, сметам дека би се подигнала на соодветно ниво безбедноста, бидејќи нели наместо нелегални практики или возење без возачки дозволи, ние на некој начин нудиме системски решенија. Ви благодарам.